Добар ден, драги гледачи, добре дојдовте на исто место, во исто времено со различни рубрики и нови се разбира токму за вас. Се надам дека веќе сте пред вашите мали екрани и ме очекувате. Но еве, тука сме. Како што знаете, одиме во продолжение со рубриката Времеплов, а на денешен ден е роден Владо Јаневски, наш доста познат пејач, кој што оваа прилика ќе искористам да му честитам родетенот и му посакуваме се најдобро. А во продолжение исто така на денешен ден починал Горан Стефановски, наш македонски драмски писател, но не за нешто повеќе дознаваме во продолжение, а потоа Времеплов одима со музичка numera се разбира од Владо Јаневски. На денешен ден, 27 ноември 1960 година е роден Владо Јаневски. Македонски поп пејач и композитор. Има издадено 6 студски албуми со големи хитови како Ако не те сакам, Evergreen, Дома си е дома и Тогаш некоја е будала, Некогаш и негде, Црно тиквешко, Ова е наше Скопје, Не зори зоро, Еден бакнеш и многу други. Има завршено филолошки факултет, одсек англиски јазик и литература. Има учествувано на многу домашни и странски фестивали и е првиот официјален представник на изборот за песна на Евровизија со темата Не зори зоро во 1998 година. На денешен ден, 27 ноември 2018 година починал Горан Стефановски. Горан Стефановски дипломирал на филолошкиот факултет во Скопје на одсекот по англиски јазик и книжевност. Исто така, студирал драматургија на Театарската академија на Универзитетот во Белград, каде што и магистрирал на тема Сценските напаствија како основна на драматургијата. По дипломирањето работел во драмската редакција на телевизија Скопје, а потоа како асистент на филолошкиот факултет Блаже Конески. Во 1986 година станал професор по драматургија на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Пред смртта живеал и работел во Лондон. За своите драми Стефановски бил добитник на повеќе награди како Стале Попов, 11 октомври, Војдан Чернодрински. Čaršija, nema lika u 100.000. Veli imam pojke sreća nego kako li takva ti se zaljubila? Ovako vagabond kako što sum. Kako li, ja se zaljubila vo takov vagabond ko što si ti. Site znarce, a nikoj ne znaje od što je našta mala tvrdina. Zidoj od bakneži, temel od pregradki, samo ljubov ja odključuva. Samo ljubov ja odključuva. Nek zatvoraj oči te, bez njih ja ne znam vo što da gledam. Nekoga što okite, đavo me zema, a tebe te nema. Da mi napuniš duša i da mi ja iscediš snaga. Mnoga daleku si mene, srce to nije glaven grad na Tagata. Kaj oni je drugite od porano, ko na gosti da mi bilo srcevo, a sega
kakaј тебе, најдобро му е како дома да се вратило. Овде кај мене најдобро му е Како дома да се вратило. Не ги затворај очите, без нив јас не знам во што да гледам. Некогаш во ноќите тјало ме зема, а тебе те нема. Да ми наполниш душа и да ми ја исцелиш снагата. Кога далеку си, мене срцето ми е главен град на тагата. Не ги затворај очите, без нив јас не знам во што да гледам. Некогаш во ноќите тјало ме зема, а тебе те нема. Да ми наполниш душа и да ми ја исцелиш снагата. Кога далеку си, мене срцето ми е главен град на тагата. А во следната рубрика Здраве ќе дознаете нешто повеќе за воспаление на грлото, кои се причините и како да си помогнете. Воспалението на грлото е состојба која се карактеризира со болка, гребење и иритација на грлото. Најчесто се појавува во текот на есенските и зимските месеци. За среќа, во најголем дел од случаите воспалението на грлото не е сериозна закана за здравието и исчезнува без примање на лекови. Вирусни инфекции, грип, други вирусни инфекции како малеси паници, бактериски инфекции. Симптоми и знаци. Симптомите и знаците се во зависност од причинителот на воспалението. Најчесто се појавува чувство на болка или гребење на грлото, оттежнато голтање, суво грло. Голем број на инфекции кои предизвикуваат воспаление на грлото даваат и други пропатни симптоми како треска, кашлање, кивање, главоболка. Но како да си помогнете? Одморете го телото, одморете го гласот. Квалитетниот сон и штедењето на гласните жици ќе ви овозможат побрзо да закрепнете. Вдишување на пари од чај од жалфија. Пијте многу течности. Неопходно е да консумирате колку што е можно повеќе течности со цел да спречите дехидратација и да го држите грлото влажно. А како вашиот дом да изгледа отмано, во продолжение ви откривам неколку тајни. Вистинскиот избор на бои, мебели и детали ќе го направат вашиот дом да изгледа отмано и стилски на многу едноставен начин. За елегантен и модерен интериер не секогаш е потребно богатство. Доволно е да имате добар вкус и правилно да ги комбинирате работите. Ќе ставите неколку поинтересни елементи во фокус и вашиот дом ќе изгледа одлично. Еве неколку совети. 3 е магичен број. Собата украсете ја со некој многу впечатлив детал, но секогаш е подобро кога е повеќе од едно, а 3 е идеално. 3 модерни уметнички слики, купени или пак сами, направете ги со слики од интернет, поделени во 3 дела. Голем тепих. Не е вистина дека големиот тепих е наменат само за големите соби. Ако имате мала соба и сакате визуелно да ја зголемите, неутрални бои,
Огледало зад гарнитурата и голем тепих се идеално решение за да го направите тоа. Малку е повеќе. Преполните полици со книги и украси нема да допринесат вашиот дом да изгледа отмено и уредено. Дизајнерите предлагаат кога ја средувате собата да не ја претопрувате. Полиците се по неколку книги и една вазна, изгледаат многу поотмено и скапо. Доколку пак имате празен детел во станот, доволно е да го дополните со една впечатлива фотелја и да направите катче за читање. Одредете фокусна точка со одреден детај. Секоја соба има потреба од своја фокусна точка. Доколку во дневната соба немате некој упадлив детај, кој би го забележал секој на секое влегување, веднаш најдете го. Голема слика над софата, впечатлива фотелја, која ќе се одвојува од се останато или пак уникатно огледало. Изборот е ваш. Еден зид во потемна нијанса. Најефтин и наједноставен начин да му дадете отмен француски изглед на здодевниот простор е да акцентирате еден зид во потемна боја. Природна светлина. Доколку имате таква среќа во домот да ви продира многу природна светлина, на одличен пат сте да го направите просторот модерен. Светлите простории се синоним за елеганција и отменост, но збогатете ги деловите во просторијата со повеќе перници во различни текстури. Различни стилови. Во неутралниот простор идеално е кога ќе додадете боја, текстура и детали кои ќе се разликуваат. Слободно мешајте различни форми и стилови, например, комбинација од модерен и ретро стил. Put your hands up, yo! Ho, ho. Put your hands up, ho! Приказни, круша дека друга имаш ти, правиш 300 чуда. Сите твои тајни врски не одамна ги дознам. Дозволи, немој да си лута, зборови лажни срце нудат. Дај ми само малку време да ти објаснам. Позната дилема, секој пат е истата тема. Од утро до вечер, дени носе како е се. Ни на небо, ни на земја, така живеа. Tebe i bez tebe boli to što lesno me. Crno i belo pak je se, posle tebe prazno je. Put your hands up, yo! Aha, aha, ho, ho! Интриги, слушам преко тебе, ликови, најнови до денес. Се што правиш залудно е, немој да се трудиш. Застани, погледни за себе, јас и ти, заедно сме време. Остани со мене вечер или оди си. Позната дилема, секој пат е истата тема. Од утро до вечер, дени носе како е сен. Ни на небо, ни на земја, така живеа. Со тебе и без тебе, боли то што лесно не. Црно и бело пак е се, после тебе празно е. Од утро до вечер, дени носе како е сен. Ни
Вела дека музиката е мелем за душа, а кој пее зло не мисли. Мој денешен гостин во студиото на телевизија Ирис, на моје огромно задоволство, е Зоран Илиев. Добар ден и добре дојде. Добар ден и на вас и на вашата телевизија. Баш ми е драго што сум прв пат гостин овде кај вас во твојата емисија. Значи сум бил неколку пати во Ирис телевизија досега во мојата кариера, но кај тебе сум прв пат. На моје огромно задоволство. И мене. Зоран, како си? Па прилично добро да кажам. Малку напорно со секојдневни обврски нормално, но наоѓаме време за се. Така, ова нека биде еден твој слободен ден за дружба со нашиве гледачи. Па да, затоа така и се договоривме да биде ова слободен ден за вашата емисија и секој се надам да ги споменеме добро. Така, Зоран, зошто баш музика? Што беше клучно за да бидеш тоа што денес си? Интересно прашање, значи како што кажа еден твој колега пред малку, додека пред да почне емисијата, моја огромна желба и уште ми е таа желба во крвта и во душата едноставно беше да бидам фудбалер. Музиката од секогаш сум ја сакал многу, буквално од секогаш. Ова не е приказно, туку стварно е вистина. Моите најблиски знаат дека тоа е така. Значи од најмали нози сум пеел по дома, сум свирел на неколку инструменти и слично, но тоа ми било како некое хоби повеќе. Но сум го сакал многу искрено, многу буквално со цело срце сум го правил тоа во моментот, сум пеел, сум свирел и такви работи. Се случи некоја ситуација со спортот, тренирав доста години фудбал, но повреди и слично и морав да се откажам. И музиката ја ставив на прв план и така да сега живеам, работам тоа и сум благодарен на Господ што можам да го работам тоа што го сакам. Така, колку е трнлив патот на музиката? Многу, реално многу. Додека те запозна публиката, додека направиш и песни и се околу музика буквално што вклучува. Значи не е лесно едноставно, но мислам дека секоја работа не е лесна, но ако ја сакаш да ја правиш со срце, ако ја правиш со голема љубов, ќе се тоа балансира и ќе ти биде лесно, бидејќи секој човек му посакувам да работи тоа што го сака. Еве јас фала му на Господ, како што ви кажав, имам среќа да работам тоа што го сака. Така, но и секој почеток е тешок. Па, потоа се полесно и полесно. Доста тежок. Добитник си на 2 победи на Макфест, Ангели и демони и дуетската песна со Анабела од утре до вечер. Што мислиш, твое мислење, дали секој пејач треба да има искуство на фестивали? Па да треба, започна зашто својата да не. кариера. Значи Макфест кај нас е најреномиран фестивал, најдобар фестивал. Јас победив прв пат во 2011, веќе многу одамна е тоа. Бев најдобар дебитант и прво место од публика, така да тоа ми беше и првото скалило на мојата така наречена кариера, да. Прво искуство, тоа е второ искуство, бидејќи претходната година 2010 бев на М2. Таму бев исто финалист во универзална сала, имав прва песна таму од Дарко Димитров, тоа е веќе стара приказна, сум ми кажал многу пати. Така да Макфест ми беше искрено многу за мене прво скалило, но многу стабилно скалило за мојата кариера, така да сватам дека тоа е моментот кога треба да почнам и професионално и повеќе да се ангажирам околу музика, бидејќи тоа беше момент на, не знам како да кажам, многу чувства измешани во главата, бидејќи сакав да бидам едно, па потоа испадна друго, но се со Господ напред, со добра воля, секој види како што ќе се успее во се. Зоран, кажи ми, имаш направено неколку кавери? Да, имам направено. Каде се снимени видеозаписите? Знаете, во последно време сите пејачи скоро прават кавери, така да и јас одлучив заедно со мојот колега што свири заедно со мене, Владимир, еве ќе го поздравам, да направиме неколку кавери. Направивме кавери на популарни песни, српски песни, што се многу актуелни. Доста добро помина. Да, што се многу актуелни во моментот реално тие песни, така да одлучив да извадам јас нешто за моите обожаватели, нормално да може да слушнат некој кавер од мене. Тие песни ги снимивме во студија во Штип кај Кентаур и кај Илија Ќосевски и помина доста добро, доста добар звук извадивме реално, направивме мини варијанта на спот, за да има и видео за на YouTube и така да сега мина доста добро. Колку сетото знае да биде напорно? Па локации за снимање? Па знаете како, буквално за кавери е малце полеснителна работа,
додека да снимаш спот е малку посериозна работа. Каверите се претежно тие што ги снимав се буквално во студио со една камера, ништо посебно, nothing special што викаме. Така. Но сето тоа помина лесно, едноставно со секако многу енергија, многу забава околу нас, околу тие што снима, околу луѓето од бендот што беа, и така да помина доста добро, лесно, интересно, и публиката тоа го прифати доста добро. Така. Јас предлагам во продолжение да слушнаме еден твој кавер за сите заедно да уживаме, а и секако да пренесеме една позитивна енергија на нашите гледачи. Може. Во продолжение да уживаме. Još su dolani moj noći, moj dani bili kaj karte razbacani. Na niza puta i minuta žene puste, desila se onda ti. Sad si lipota, sad si ljubav mog života, lica sreće prvo, drugo, treće. Kad se ljubav dogodi i kad život pogodi, tu sam ja, tu si ti. Ako te pitaju moja ljubavi, jel nam lipo reci je, imamo na svitu sve. Ako me pitaju moja ljubavi, jel mi fali život od prije, reću nije ga ni bilo bez tebe. Sad si lipota, sad si ljubav mog života, lica sreće prvo, drugo, treće. Kad se ljubav dogodi i kad život pogodi, tu sam ja, tu si ti. Ako te pitaju moja ljubavi, jel nam lipo reci je, imamo na svitu sve. Ako me pitaju moja ljubavi, jel mi fali život od prije, reću nije ga ni bilo bez tebe. Bez tebe. Ako te pitaju moja ljubavi, jel nam lipo reci je, imamo na svitu sve. Ako me pitaju moja ljubavi, jel mi fali život od prije, reću nije ga ni bilo bez tebe. Reću nije ga ni bilo bez tebe. И се враќаме назад во студио, драги гледачи. Овде сме релаксирани со една позитивна енергија. Се надевам дека го привлекуваме вниманието на нашите гледачи. Се надевам јас. Зоран, кажи ми, дали да очекуваме албум? Или? Па да, сигурно сон на секој пејач да има своји албуми. Така да јас веќе имам мои песни околу 7-8, но мислам дека најдоброто од мене што јас треба да го направам ќе следува доправа. Така да имам веќе во план да правам нови песни, 4 или 5 песни, еве веќе сме крај на оваа година, во текот на наредната ќе имам договорено да снимам уште 4 песни или 5, не знам како ќе биде ситуација, така да кога ќе комплетирам тие 5 песни и дел од овие што се веќе мои песни, се надевам дека ќе го изведам мојот прв деби албум
и ќе биде достапен за сите слушатели и се надам да ќе помине добро. Така, и повторно ќе дојдеш овде за повторно да помавите за песните. Секако нормално во секое време. Зоран, кога пееш, многу се познава дека пееш со многу голема љубов која што ја пренесуваш на својата публика. Дали имаш некоја инспирација? Дали имаш некоја муза? Па вака секој пеач има инспирација. Да, мило ме што сте го, буквално вие што сте го приметиле тоа. Музиката е уметност што треба да се негува и да се работи на начин, мислам, со многу љубов и со многу срце. Не можеш да излезеш да пееш без да се соживуваш со песната и слично, бидејќи тоа се познава. Секоја песна треба да биде донесена со емоција, на начин како што буквално секој сам изведувач знае да ја донесе, да биде уникатна на начинот на кој што ја испеал. Така да јас се трудам максимално на моите забави, на моите настапи по дискотеките и кафичите низ Македонија, секогаш мојата емоција и мојата енергија да ја пренесам на публиката најмногу што можам, бидејќи така имам најголем фидбек од публиката и тука се ствара една добра забава и добра журка. Атмосфера. Зоран, исто така си и дел од голем број на хуманитарни настани. Знаеме дека тоа е многу добро кога има помош на оние кои што им е најпотребна. Па да. Сум бил дел на многу хуманитарни настани и ќе бидам секогаш во иднина. Тоа е работа што секој нормален човек би сакал да помогне на некој што му е потребно во моментот, така и јас. Искрено, секој пеач, организиравме скоро хуманитарни концерти овде во Штип, секој пеач што ми беше мој колега, буквално со еден повик дојдоа на тие хуманитарни концерти и мислам дека сите пеачи буквално се доста хумани, така да и јас се вклучувам во дел со нив. Така, од неодамна постани родител, значи една огромна и многу прекрасна улога во животот. Па да, како се снајде во сите тие ритуали? Тоа е искрено најдобрата работа што може да му се случи на некој човек, да стане родител. Јас го почувствував тоа на моја кожа и го чувствувам секој ден. Какво е чувството? Па со зборови мислам дека не може да се опише искрено, така да и посакувам на сите луѓе што немаат фамилии да се истворат и да почувствуваат дека тоа е нешто што може да ве води во животот, да ви даде сосема друга насока, друга енергија што никогаш буквално пред тоа немаш почувствувано. И со таа енергија од фамилијата живеам и работам и се надам дека уште многу години ќе работам ова. Тоа ти е најголемата поддршка. Па секако дека да. Викендите не ти се слободни, имаш настапи, па овој викенд каде може да те слушаме? Овој викенд ќе бидам во Прилеп, во петок, во еден кафич, Оникс се вика кафичот, а во сабота ќе бидам во Куманово во Stone Revolution ресторант, еден прекрасен ресторант, огромен буквално со преку 1000 седишта, така да Прилеп и Куманово ќе бидат. Јас ќе бидам, тоест гостин на Прилепчани и на Кумановчани овој викенд. Ти посакувам убав помин таму. Фала ви многу. Добре дојдени сте секаде буквално на моите забави. Ти благодарам. И за крај на овој прекрасен разговор, што да очекуваме ново? Па како што ви кажав, ќе има веќе во план договор со наши сограѓани кои што еве ќе ги открием за вас. Беа дел од мојата прва песна, тоест победничката песна од Макфест 2011 Ангели и демони, Илија Ќосевски и Панчи Илиев. Тај победнички тим од тогаш сега пак се споевме да направиме неколку проекти заедно и во план ние, како што ви кажав, во ова пред завршетокот на оваа година и во наредната да извадиме 4 или 5 песни, така да со Господ напред да имаме пред се многу време доволно за тоа и се ќе ги следиме песните и ќе ги презентираме секако и во вашата емисија. Да, со задоволство. Ти благодарам што беше мој денешен гостин, што деливме едно заедничко попладне со нашиве гледачи. Ти посакувам многу хитови. Ти знаеш дека ние со задоволство ги очекуваме твоите песни и еден поздрав до малата Бисера. Благодарам, Бисера сигурно ќе не гледа. Така. Тоест не гледа и сигурно ќе се радува на тоа што незиниот татко е дел на вашата емисија. Ти благодарам уште еднаш. Драги гледачи, останете на оваа фреквенција, се враќаме повторно назад во студио, но пред се да слушнеме уште една музичка номера од нашиот Зоран Илиев.
твоето срце дали постоям. Ангели и демони, на чия страна сега си? Но дали рајот постои? Ајде сега кажи ми. Ангели и демони, насмевкају солзи, овој свет знај не од рози, но рај дали постои? И нова ноќ, а ти пак кај мене не си, но знам ти сега сама си. Кажи ми, моја најмила, дали вреди љубов искрена? Ангели и демони, на чија страна сега си? Но дали рајот постои? Ајде сега кажи ми. Ангели и демони, насмевкају солзи, овој свет знај не од рози, но рај дали постои? Во ноќта сам јас патувам и без тебе би сонувал. Јас и ти, гушна ти, некаде во рајот заспани. Ангели и демони, на чија страна сега си? Дали рајот постои? Ајде сега кажи ми. Ангели и демони, насмевка или солзи, овој свет знај не од рози, но рај дали постои? Ангели и демони, на чија страна сега си? Но дали рајот постои? Ајде сега кажи ми. Ангели и демони, насмевкају солзи, овој свет знај не од рози, но рај дали постои? А во продолжение, драги гледачи, ќе погледнеме неколку места во Виена кои што дефинитивно треба да ги посетите. Еве за кои места станува збор. Со богата култура, многобројни историски знаменитости и зачудувачка архитектура, Виена представува исклучително наследство на познати музичари, уметници, поети. Поставен благодатно на источните брегови на реката Дунав, главниот град на Австрија е полн со блескави палати, барокни замоци, збирка од музеи и споменици што треба да се истражуваат. Без разлика, дали барате места за посета во еден или пак во повеќе денови, овој елегантен град нуди голем избор на туристички атракции. Огромната палата Шенбург, каква што ја гледаме денес, е изградена во средината на 1700-тите години, дизајнирана во барокен стил, со симетрична главна зграда која има стотици прозорци и статуи на покривот. Ова место претходно бил во собственост на моќен римски император. Исто така, таа е заштитена од УНЕСКО како светско културно наследство. Огромната палата има повеќе од 1400 соби, во кои посетителите можат да ги разгледуваат бујните интериери на кралските одеи. Прекрасните градини се слободни за истражување, накитени со формални цветни леи. Катедралата Свети Стефан е едно од најпрепознатливите обележја во Виена. Импресивната готска црква датира од 1300 година и забележана многу промени низ годините. А највисоката кула достигнува висина од 136 метри. Внатре има неколку капели посветени на различни светци, статуи, религиозна уметност и впечатлива готска говорница. Со искачување на 343 скалила, кои водат до еден од врвовите на кулата, може да се ужива во прекрасниот поглед на градот. Интересни се и многуте музички настани кои се случуваат токму овде.
При посета на Јужната кула, потребна е голема внимателност бидејќи за брзо време таа станува приполна, а скалите се прилично тесни. Паркот Пратер, полн со зеленило низ целата главна патека. Паркот е одлично место за уживање во природата и релаксирање на отворено. Во склоп на ова место има и забавен парк кој е еден од најстарите забавни паркови во целиот свет. Посетата на паркот не се наплаќа, па можете слободно да уживате во неговите убавини. Приемот во забавниот парк е исто така бесплатен. Овде се одјавувам од вас, се надевам дека успеав да го задржам вашето внимание. Ви закажувам средба во петок, а вам добар познат термин, 16 часот на телевизија Ирис. Ве поздравувам и пријатно.